Додека ја обвинуваат опозицијата за руски влијание, власта е под сериозно сомнение за перење пари преку почесен конзул на Белорусија. Компанија која важи за една од омилените на СДСМ. Само во првите 2 месеци годинава, од тендерите на РЕК Битола испумпала повеќе од 50 милиони евра. Годинава најголемиот тендер во РЕК, тежок 46 милиони евра, е доделен на компанијата под раководство на почесниот белоруски конзул Борче Марковски, иако на јавниот повик, поред опозицијската ВМРО ДПМН. Нивната понуда била за 30% поскапа од останатите. Од опозицијата прашуваа и тоа како оваа компанија со иста механизација и иста работна сила ќе работи на 3 различни локации истовремено. Покрај македонскиот енергетски гигант РЕК Битола, Марковски компанија редовно зима пари од македонски електрани. Оваа компанија може да се пофали со најголемиот тендер што АДСМ го издала во последните 10 години. Неверојатни 25 милиони евра. Ова се само дел од бизнис релациите кои Марковски ги има со власта. Постојан рекордер во тендери чии суми тешко може да се изговорат, но и покрај ова нема ниту вебсайт, ниту профил на социјалните мрежи. Она малку што го пишува на интернет за неа е дека е основана во 2002 година и е регистрирана во стан во Битола. Иако се занимава со ископ на јаглен, првична дејност е нискоградба. Оваа компанија во 2018 имала вкупен приход од 361 милиони денари, за една година подоцна да ги дуплира, па во 2019 заработи 614 милиони денари. Главно во бизнисот државни компании. Во 2023 дори влезе и во така наречениот Клуб 200, односно 200 најголеми и најуспешни македонски компании. И покрај тоа што ја следат скандал по скандал, засега институциите како слепи и глуви не забележуваат проблем. Како антикорупцијската комисија, така и финансиската полиција и обвинителството не постапуваат по наводите за криминал и перење пари, бар да ги расчистат сомнежите во јавноста. Оваа компанија е мета на критики во јавноста, поради сомнение дека ја финансира кампањата на владеачката СДСМ со пари кои се инаку наменети за македонскиот електроенергетски систем. Последен во низата скандали беше обвинувањето од ВМРО ДПМН. Оти израелскиот стратег за црна кампања е платен со пари кои поминале низ сметките на Марковски компани.